4 месеци им доцни платата и придонесите за здравствено осигурување на повеќе од 200 вработени со договор на дело во јавното комунално предпријатие Тетово. Помош за подмирување на платите во износ од 35 милиони денари беше побарана на вонредна седница на Општинскиот совет. Првично седницата е свикана по иницијатива од страна на јавното комунално предпријатие заради неликвидноста на самото предпријатие и неможноста за нормално функционирање, како последица од долговите кои што се створени години уназад, како од страна на граѓаните према јавното комунално предпријатие, така и како долгот што го има јавното комунално предпријатие према добавувачи, ДДВ и така натаму. Како последица од тоа, ми имаме више и негативни импликации во делот на исплатата, на редовната исплата на плати на лицата кои што се ангажирани со договор на дело. Од 8 месец па наваму и на дел од вработените кои што се со решение од 9 месец па наваму. Имаме побарување за лицата кои што се ангажирани со договор на дело, од кои негдека приближно околу 80% се ангажирани во делот на во оперативата на јавното комунално предпријатие, што во делот на комунална игиена, нешто во делот на водовод, канализација, паркови зеленило и пазар и нешто во делот од на платната служба и мал администрација. Од локалната самоуправа велат дека можат да субвенционираат дел од побараната сума. Оние бара од нас 35 милиони денари за да може да се покриват сите овие долгови, но ние ќе направиме една анализа и ќе донесуваме одлука која одлука ќе отиде до сектор за финансови на општина Тетово, која ќе побара од нив да донесуваат листа со тие вработени што се со договор на дело, кои работи вршат и колку се лица, колку лица се вработени и ќе поред колку средства ќе има општина, поред ќе ги покрива сите тие долгови. Мислиме дека до крајот на годината ќе може да ги покрива општината целите овие долгови. Ние ќе донесеме сега една одлука до 25 милиони денари да не помине од таа вредност. По долгата дискусија, советниците од опозицијата ја напуштија седницата. Дадовме предлог дека во нашиот град постојат 3500 корисници на социјална помош, наместо да се ангажираат договорци на дело на тие луѓе, таа ранлива категорија, да им се пружи некоја шанса да дојде до екзистенција. Тука гледаме дека се домуваат партиски војници, така да не сакаме да бидеме дел од ова сценарио и затоа ја напуштивме денеска седницата на Советот на општина Тетово. Ние излеговме, ние баравме транспарентност, баравме од претседателот на Советот на општината да ни донесе документ, значи листа на сите вработени со договор на дело. ЈКП Тетово има долг од над 10 милиони евра. Сметката им е блокирана од 2013 година со судска одлука за користење на средства само за подмирување на основните расходи. Едно од решенијата на надлежните е поделба на предпријатието и воведување јавно-приватно партнерство.